кажа. Почитувани граѓани на општина Куманово, сакам да ме информирам за неколку одлуки што ги донесе Советот на општина Куманово, на својата 50-та седмица, а се однесуваат за лицата или за граѓаните кои што се наоѓаат во социјален ризик. Општина Куманово со одлуките што ги донесе Советот на општина Куманово за наредната 2021 година има предвидено за субвенционирање на комунални трошоци на повеќе категории лица или граѓани кои што се наоѓаат во социјален ризик. Оваа година, за разлика од минатата 2020 година, покрај двете категории кои што ги финансиравме комуналните трошоци, се одлучиме да ги прошириме лепезата или да ја прошириме категориите. Оваа година со одлуката на Советот на општина Куманово ќе се субвенционираат 6 категории. И тоа категоријата самохрани родители, кои се предвидени да бидат 150 семејства, потоа категоријата стечени работници, кои што се предвидува да бидат 100 семејства, се уведуваат 4 нови категории. Семејствата кои што згрижувачки семејства, односно семејства кои што имаат подпишано договор со Министерството за труд и социјална политика да згрижуваат деца без родители. Спрема нашите информации, во општина Куманово има некаде 10 семејства. Потоа категоријата лица кои што го стекнале статусот на деца без родители и родителска грижа, така таа категорија е исто така ранлива категорија и понатаму се предвидуваат категоријата каде што спрема новиот закон за социјална заштита граѓаните кои што се наоѓаат во социјална ризика се не постари од 65 години ги исполнуваат или добиваат така наречена социјална или старосна пензија, да им ги субвенционираме трошоците за комуналните трошоци. И на крајот шестата категорија е категоријата на граѓани кои што се приматели на гарантираната минимална помош, а се стамбено необезбедени, односно живеат под кирија. Ваквите граѓани кои што од прилike спрема нашите некои сондажи се некаде до 250 семејства, можат исто така да се обратат и да поднесат документи да ги општината субвенционира комуналните трошоци.